Здраво, пријатели! Добро дојдовте во денешнава епизода. Денеска одговараме на прашање од наша пријателка Тоце, кое што постави прашање специфично и актуелно за оваа сезона и време од годината. Така да прво ќе го погледнеме, па ќе се вратиме назад за да дадам моje мислење и одговор. Тоце, фала ти за прашањето и фала ти за интеракцијата која што ја имавме накратко на Инстаграм. Имам зборувано пред неколку епизоди или недели, не се сеќавам точно, за начини како да се извлечете од настинка и кои можеби типови на храна се добри за да се извлечете од настинка. Но она што ова прашање го поттикнува и се радувам зашто го постави од причина што секогаш она што како филозофија и начин на размислување сакам да им го пренесам на луѓето е дека не треба да се дојде до настинка или одреден проблем за да се размислува на тоа како да се покачи имунитетот. Затоа што повеќето од луѓето функционираме на едноставно на начин да чекаме прво да ни се појави одреден проблем, па да превземаме решение и решавање на тој проблем, отколку многу попаметно и интелигентно би било да не дозволуваме да се случи тој одреден проблем. Кога зборуваме за настинки, да, нормално е дека имунитетот е нешто прво кое што ќе го реши тој проблем за да не дојде до настинка, но имунитетот како еден сложен систем во нашето тело и кој што зависи од многу процеси и хемиски реакции, практично се базира на тоа да и него му е потребно одредено гориво. И имунитетот, ако го гледаме малку подлабоко, се всушност одредени молекули, соединенија кои што практично го градат имунитетот. И ако мене ме прашуваш и она што јас го имам знаење, поврзано со ова е дека имунитетот најмногу се базира врз тоа каков е протеинскиот днес, бидејќи антителата кои што треба да се борат можеби со одредени непријатели во телото, се всушност на еден начин аминокиселини. Од друга страна, второ по важност, па и прво по важност, сега не можам да ги ставам по приоритети, се е важно, нема одреден тип на производ или не знам, или микро или макронутриент кој што да, ако го имаш готово имунитетот ти е решен, туку се едноставно комплекс од многу нутриенти, но како и да е најважните се како што ти кажав аминокиселините и доволен протеински внес, доволно поддршка за дигестивниот систем затоа што таму оние добри и пријателски бактерии кои што се создаваат во дигестивниот систем и кои што треба да ги одржуваме и да ги негуваме, се исто така еден од најголемите борци против непријателите во телото. Антиоксидансите се исто така клучен момент, така да овие три работи се по мене можеби најважни за градење на имунитет, но повторно чисто за да не е толку комплицирано она што секој од нас би требало да го прави ако сака сите системи во телото да функционираат кој што треба, е да има доволен број на калории, доволен број на протеини и нормално доволен број на микронутритивна вредност. Тие се работите кои што ќе помогнат за имунитет и тие се работите кои што ќе ве извлечат од настинка. Така да Тоце нема, мислам, ова е длабока и голема тема и у секој случај можеби би можеле да ја разговараме индивидуално некогаш ако имаш време да одвоиш, но во секој случај за да опфатиме во овие 5 до 10 минути на содржина, јас би ги издвоил тие три работи. Дигестивниот систем, аминокиселините и антиоксидансите како начини за да се зголеми и подобри имунитетот. И ако можам на било кое друго прашање да одговорам, слободно контактирајте ме или во приватна порака или користете го хаштагот AskJosif и ќе дадам моje мислење и се што знам на одредена тема или мит кој што сакате да си го разрешите. За тука денеска завршувам. Ве оставам во здрави животни навики. Тоа се фала ти уште еднаш и имајте си убав ден. Чао, чао.